Денеска Светата православна црква го празнува празникот Лазарева сабота или Воскресението Лазарево. Имено ова чудо се случило една недела пред Христовото воскресение. Христос бил пријател со Лазар и со неговиот татко Симеон, кој бил фарисеј, но сепак го почитувал Христа и имал многу големо мислење за него и заедно многу пати дискутирале околу воскресението на мртвите. Во периодот кога Лазар починал, Христос бил отаде Јордан со своите ученици. Во еден миг тој на своите ученици им вели: нашиот Лазар пријател заспа, а потоа и вели Лазар умре. Кога сето тоа Христос го кажувал како Бог во човеково тело, тој знаел дека Лазар претходно се разболел од тешка болест, но ете во тој миг и починал. Заедно со неговите со апостолите отишле во Витанија и каде што го пречекала нивните сестри Марија и Марта. Тие му рекле: Господи, да беше ти овде, нашиот брат немаше да почине. Христос се нажали, бидејќи многу го сакаше Лазара, и просолзе, па им рече: кажете ми дека е положен, и го однесува до гробот. Христос заповеда на луѓето да го отворат гробот, но неговите сестри му рекоа: Господи, веќе мирисав, бидејќи веќе еве четврти ден како што е починат. Но кога го отворија гробот, Христос се помоли, заплака и рече: Лазаре, излези. И Лазар веднаш излезе од гробот, му ги соблекува погребалните облеки и тој продолжи да оди. Тогаш јудеите многу се разгневија и правеа план како да го убијат и Лазара и Христа. Но Христос се оддалечи од тоа место, оставајќи му место на злото да созрева, за да дојде и денот кога тој ќе воскресне. Токму ова Христос со ова воскресение на Лазара ги не подготвува нас за неговото воскресение, не подготвува за сето она што треба тој да го претрпе во наредната страсна недела кога ќе влезе во Ерусалим. Имено Лазар после овие настани од страв од јудеите избегал на островот Крит, каде што по воскресението Христово апостолите го поставиле и за епископ. Тој живел на Крит долго време и починал секако од природна смрт. Се верува дека омофорот што го носил како епископ лично му го подарила мајката Божја, која го искајала со своите раце.